Автомобилската индустрија во Македонија која вработува околу 30.000 луѓе кои што работат во 20 странски инвестиции од овој сектор, обезбедува 50% од вкупниот македонски извоз. За сега оваа гранка е стабилна, но поради тоа што само во јануари пазарот во ЕУ на нови автомобили бележи пат од 20%. Познавачите од оваа област велат дека ако продолжи овој тренд, можеби нема да има отпуштање од работа кај нас, но со сигурност нема да има и нови вработувања во овие фабрики, а секако дека дел од вработените би можеле да бидат пуштени и на принуден одмор. За сега овој сектор се покажа како доста отпорен на целата оваа криза. Пример, приливски Гентрем досега вработи околу 2200 лица, иако оваа бројка требаше според договорот со владата да ја постигне во 2024 година. Сепак, сега не знаат како оваа криза ќе влијае понатаму врз нивната работа. Ги зголемуваме нашите производствени количини од година во година, а се зголемува и бројот на вработени. Во моментов компанијата брои над 2000 вработени. Се надеваме дека бизнис климата ќе остане поволна и во иднина, за да ни овозможи да продолжиме да растеме со ова темпо. Директорот на ТИРЗ Јован Деспотовски рече дека владата започнала со промовирање на еден нов подинамичен и понепосреден контакт и комуникација со инвеститорите, за да сите можни проблеми се решавале на побрз начин. Новиот квалитет го гледаме во тоа што ги поттикнуваме компаниите не само да ги исполнуваат своите инвестициски планови, туку да одат и побрзо со исполнување на роковите и во смисла на обемни инвестиции, во смисла на работни места, па дополнително на што исто така многу важно и во смисла на зголемување на платите. Дополнителни проблеми и пад на нарачките во оваа индустрија може да предизвика и недостигот на микропроцесори на светско ниво. Но како ќе се одвива целата оваа ситуација, ќе се знае во наредните неколку месеци.